Денеска имаме чест да ни бидат гости, учесничките на проектот Диетално максимално, кои што со задоволство сакаме да им ги аплицираме нашите третмани во нашиот колагенски центар Аквамарин Меди Велнес. Денеска ќе ви ги представиме дел од третманите кои што се изведуваат кај нас. Нашите третмани се наменети генерално за целото тело, духот и телото. Значи, сакаме нашите клиенти да имаат поголема самодоверба откако ќе завршат со третманите кај нас. За почеток ќе имаме можност да ви ги прикажеме две од најпопуларните масажи кои што се светски тренд. Имено станува збор за вакуум мадеротерапија или бразилска мадеротерапија и другата е гваша мадеротерапија. Девојките можат сега да почнат со апликација на третманите, додека јас малце ќе објаснам за какви третмани станува збор. Мадеротерапијата, со еден збор кажано, значи терапија со дрво, со дрвени алатки. Ова се всушност древни методи. Древни методи од Латинска Америка. Во некоја литература се посочува дека се древни колумбиски методи, но како и да е. Сега се возобновени, бидејќи се навистина многу ефикасни. Тие имаат двојна улога, не само терапевтски, туку и естетски ефект. Овие третмани се наменети претежно, значи за женска популација. За жал, повеќе кај жените, таква е анатомијата на телото, има повеќе проблем со целулит, со депозит на масно ткиво на регии каде што никој не ги сака. На почеток на третманите, на телото се нанесува масло за масажа. Работиме значи со природни масла, без додадени конзерванси, бидејќи мотото наше е здрав дух во здраво тело, значи без токсини, без пестициди и така натаму. Откако ќе се направи блага масажа, потоа се продолжува со третман со апликација на овие дрвени алатки. Тука се значи тие алатки за гваша мадеротерапија. Може да ги покажеме сите. Тоа се овие алатки кои што имаат различни големини, различни димензии и наменети се за различни делови од телото. Значи, зависно што третираме во моментот, се употребува соодветната алатка. Додека на другата страна работиме со вакуум алатките, тие се дрвени алатки во облик на ѕвона, како чаша. И едната и другата масажа прават всушност масажа на длабоките поткожни слоеви, каде што се наоѓа депонирано, значи, цврсто, сврзно ткиво, каде што се заробени масните клетки. Во овие случаи, значи, ние работиме масажа и на третман и на длабок целулит, и на површен целулит. Битно е длабокиот целулит да излезе на површината, а потоа да се елиминира површниот целулит. Многу се моќни, употребата на овие алатки дава многу ефикасни третмани и многу убави резултати. Многу е популарна мадеротерапијата како третман веќе години назад. Овие се, значи, уште поголеми во ефикасноста што се постигнува со примена на овие алатки. Значи, даваат многу поголеми резултати. Вакуумот некаде може би 3, па и повеќе пати подобри резултати дава од класичната мадеротерапија, додека гвашата дава уште поголеми резултати. Вакуум мадеротерапијата работи на принцип на позитивен и негативен притисок. Што значи тоа? Кога ќе се допре алатката до телото, чашата прави вакуум и некако изгледа како да ја подига кожата нагоре, со тоа значи и долните слоеви, долните подкожни слоеви. Исто така, овие продолжетоци на гваша алатките, исто и тие прават притисок на длабоките подкожни слоеви и доведуваат, значи, до
целта и на едната и на другата терапија, односно третмани, е да се подобри циркулацијата. Кога се подобрува циркулацијата, се носи во третираната регија свежа крв богата со кислород, се разбиваат со самите механички движења, се разбиваат големите масни депозити на помали, на поситни клетки кои што потоа полесно се елиминираат од телото. Значи, бенефитот е повеќе кратен од овие масажи. Освен што ги разбиваат масните депозити, доведуваат до подобрена циркулација, доведуваат до опуштање на мускулите. Значи, оној спазам, ригидност на мускулите попушта и секако на кожата. Кожата станува глатка, мазна, со убава прокрвеност, односно убава боја, свежа. Нема изглед на она стагнантна состојба, од влошена состојба заради целулитот, па и неубава боја што следува потоа, освен изгледот на кожата како портокал. Третманите генерално траат 60 минути, секој посебно, значи 60 минути еден третман. Во текот на тој третман се обработува целото тело. Значи се почнува од задната страна, во најголем процентно случај. Значи се обработуваат нозете, торзото, рацете, секако предната страна на нозете, стомакот, сите регии кои што едноставно клиентката сака да ги поправи. После, најдобро е овие третмани да се прават како пакет од 10 третмани за подолготрајни резултати. После овие 10 третмани, препорачливо е да има одржување. Многу е популарно да се каже бустер дози. Значи, тоа одржување дава долготрајни резултати на задоволство. Бидејќи уште толку се моćни овие третмани што само по еден третман има веќе резултати. Се зголемува, лимфотокот. Со самите третмани што правиме? Една многу важна работа. Значи, лимфна дренажа, бидејќи алатките кога се масира одат потокот на лимфните садови. Зошто е многу важно ова? Седечкиот начин на живот, што е тренд, светски тренд, доведува до застој генерално на движењето на течности во телото. Лимфните садови се тие места каде што течноста најмногу се собира. Затоа имаме отоци, особено во долните делови на телото, тие што се по сила на гравитација најблиску до земјата. Лимфните садови кога ќе се раздвижат со овие алатки, односно течноста, циркулацијата на лимфата, се помага да се исфрлат отровите од телото. Самата лимфа се движи во лимфните јазли, од лимфните јазли навлегува во циркулацијата, потоа преку бубрезите вишокот на течности се исфрла. Значи се намалуваат оттоците, освен претходно што кажав сите тие други перформанси што ги постигнуваме. Се намалуваат оттоците, задржана вода, токсини, значи телото се буквално се детоксицира после овие третмани. Секогаш пред да почнеме со работа, прашуваме обавезно, тоа е задолжително, дали има клиентката некаква здравствена состојба, дали прима антикоагулантна терапија, дали има некои модринки видливи, дали има некоја друга здравствена состојба како што е проблем со срце, со бубрези, со црн дроб. Апсолутно не се работат овие третмани ако има рани, повреди на кожата, било какви заболувања на кожата кои што го ограничуваат, односно оневозможуваат аплицирањето на овие третмани. Водиме грижа, ги даваме советите да после третманот пијат вода и имаат здрав животен стил во однос на исхрана.